е за вестите на Ирис телевизија. Почна полнењето на оризовите полиња со вода во Кочанско. Денеска од Оризарска река се наполнија околу 30 на хектари кои ќе се засеат со оваа култура. Од водостопанската подружница Брегалница велат дека состојбата со водата поради сушата се уште загрижува, но се прават напори водата оваа сезона да се користи рационално. Почна полнењето со вода на оризовите полиња во Кочанско. Водостопанската подружница Брегалница од Кочани денеска од Оризарска река пушти вода до нивите во Оризарско поле, во место Викано Раец, а со вода се наполнија и дел од нивите во атарот на Облешево. Од вчера пуштивме и денес официјално во атарот на село Оризари и во делот на Облешево, односно Облешевска лака и стари Оризи. Оризарска река е со најнисок водостој во последниве неколку години, затоа планот предвидува рационално користење на проточните води за наводнување на околу 60 хектари со ориз, од кои половина во местото Викано Слатина. Водата споро иде во самите ниви затоа што е доста суво, а се надеваме за една недела дека ова поле ќе излегне, па ќе префрлиме водата во Слатина. Состојбата со браната Калиманци се уште е критична и загрижувачка, потенцираат од водостопанство, од каде велат дека откако ќе завршат со пресметките од планот за наводнување, дури тогаш ќе биде пуштена вода и во системот. Официјално вода од системот од Калиманци ќе биде пуштена по официјалните пресметки и со официјални огласи ќе излеземе по местните население и на гласната табла, каде што ќе кажеме кога точно, бидејќи се уште се прават пресметките со оваа вода минимална која што имаме во акумулацијата и секојдневно ни значи неизменно зачувување. Сушната година ја испразни браната Калиманци. Во неа сега има околу 65 милиони метри кубни вода за наводнување, од кои половина се од ланската година. Поради лошиот старт на наводнителната сезона, а пред почетокот на сидбата на оризот, се промени планот за наводнување. Наместо на 5100 оваа година оризот во Кочанско ќе се посее на само 2500 хектари. Во Штеп наскоро паркинг местата во центарот ќе се наплаќаат по пат на SMS пораки. Успешно е спроведен тендерот, а најавната електронска аукција најповолна понуда дала скопската фирма Electrosoft Engineering. Во Штип наплатата на паркинг просторот ќе се врши по пат на SMS пораки. По 4 години од воведувањето на наплатата на паркинг местата во Штип, конечно успешно е спроведена тендерската постапка. Директорот на Стипион Игно Иванов денеска за Ирис телевизија изјави дека најавната електронска аукција најповолна понуда дала фирмата Electrosoft Engineering од Скопје. Деновиве се очекува договорот да се потпише, пошто во Штип ќе биде решен и овој проблем со паркинг местата. Останува она иста цена која што важи и до сега, само што ќе биде олеснето плаќањето на граѓаните, затоа што сите верувам дека имаат мобилни телефони, така да ќе можат лесно да наплатат оваа услуга со едноставно праќање порака до операторот кој што ќе проследи нивната жалба. Иванов забележа дека со овој начин на наплатата на паркинг местата, граѓаните од останатите градови во земјава кои го посетуваат Штип нема да чекаат и да прашуваат како да ја извршат наплатата на местото на кое го паркирале сопственото возило. Може би со блокаторот, значи ќе остане истата работа за оние што не плаќаат, меѓутоа ќе биде она субјективна работа кој што односно го имавме како проблем до да ги речем потрошувачите на на SMS пораки, затоа што може би нашиот операторите веќе на една друга локација, тие тука го бараат, па не знаат каде да купат, а веќе се дојдено на страна додека се снајдат, минува време, па имаме немили сцени, блокирање за тоа време или пак тие брзаат, не можат да го чекат нашиот оператор. Сега ќе биде многу олеснето. Иванов најави дека на локациите во градот ќе бидат поставени дополнителни информативни табли на кои подетално ќе се објасни како може да се изврши наплатата на паркингот со помош на мобилен телефон, праќајќи SMS порака. Во изминатите 4 години Штипјани и граѓаните од останатите градови наплатата можеа да ја вршат со билети кои се продаваат во неколку продавници или трафики, додека жителите и граѓаните кои што работат во институциите во центарот на градот имаат можност да се изведат месечен или годишен билет. Преку форум на заедницата, виничани дадоа приоритет за реконструкција на кровот на детската градинка Гоце Делчев, со што истата ќе биде градинка на 21 век.
Великден е еден од најубавите православни христијански празници, кога радосната вест за Христовото воскресение се пречекува со богата трпеза, со црвени јајца, јагнешко месо, зелена салата, овошје и друго. Македонските граѓани, иако се борат со недостаток на парични средства, сепак се обидуваат да приготват богата празнична трпеза и за овој празник. Христијаните се подготвуваат за славење на Великден, за великденската трпеза. Едно просечно македонско семејство ќе треба да издвои од 3000 до 6000 денари или речиси третина од македонската просечна плата. Минимум трошкови околу прославата на Великден и тоа најскромно во така речено во колку да се одбележи дека се прославува минимум 3000, а може и поскапо да биде, во зависност од цената на основниот продукт јајцата. Пак ја прославам јас сама, децата ми се во други градови и така. Со комшивката. Пак има јагнешко. Тоа си обичај. Не го прерипаме. Ма не сум ни прашала. Па колку за мене може да купам така од плешка малку. Па толку за јајца, за боја, нешто благо ако дојдат внуци. За традиционалната празнична трпеза најмногу пари ќе мора да одвоите за јагнешко месо, нешто без кое што не може да се замисли Великден. Јагнешкото месо во месарниците има цена слична како и лани. Не е променета, иста како лани, дури мислам дека и малку и намалена во однос на претходните години. Има јагнешкото, например, се движи до од 150 ситнежо, комплето мислам, главички са 55 парче, цело комплет јагне оде од 280 со комплет внатрешен, а имаше и без внатрешен комплет и глава 305 беше кило. Другите цени на останува стандардно, доручикови малку и намалување, ама не се знае дали ќе биде така. Тоа е, например, бутот без коска е 279, вратот со коска 239, реброто 250, пафлак 250, пилешки стек 238. Доколку сакате на вашата трпеза да има компир или орис од джебот, ќе треба да одвоите дополнителни околу 150 денари. Најважен дел од трпезата секако се јајцата украсени во најразлични бои, а нивната цена годинава се движи од 160 до 240 денари во зависност од нивната големина и потекло, а за јајцата да ги бојадисате во различни бои ќе треба да одвоите уште 150 на денари. 8 динара. Купуват ли? Купуват. Какви се, домашни? Домашни. Добро. За Великден ќе направиме и трапезата? Да. Јас кебаб сам ќе ми дојш, ќе ти дадам јајца. Неизбежен дел од великденската трпеза е козињакот, за кој треба да одвоите околу 300 денари, а разните видови на ситни пецива, како што се кифличките кои дополнително би веќиниле околу 200 денари. Ако размислувате пак и за десерт, сладката закуска би веќинила дополнителни 300 денари. Малку повеќе од тоа ќе мора да одвоите и за пиелоците, зависност од тоа колку планирате да испиете. Зеленчукот е по цени карактеристични за овој период од годината. Великденската традиција од минатото налагаше нова облика или најмалку нови обувки за Великден, а ако и нив ги додадете на списокот, тогаш и една просечна плата нема да биде доволна. На крајот, сепак она што е најважно е покрај великденската трпеза да се собере семејството, без разлика на трошоците и немаштијата. Ова се најубави денови поминати заедно со најблиските. Со креативна работилница основците од Штип ги започнаа великденските чествувања. За во четврток е закажан и традиционалниот великденски базар. Со креативна ликовна работилница започна традиционалната манифестација Шарено јајце во организација на Штипскиот центар за култура. Околу 20 на основци од училиштето Ванчо Прке на лист хартија ја покажаа својата креативност. Днеска треба да цртаме цртежи на тема за Великден и мојата замисла е зајче со јајца. И после кој ќе го нацртаме сето тоа, ќе ни дадат избор на фломастерите пред такви работи, за со што да го обоеме цртеж. Нашите цртежи ќе бидат после сложени во четврток. Манифестацијата Шарено јајце годинава се одржува по 7 пат.
Во четврток во Домот на културата ќе бидат поставени штандови на кои ќе се продаваат великденски украси, како и јајци изработени од вештите раце на децата од сите основни училишта и градинки во градот. Во самата работилница беа вклучени негде околу 20 на основци од Ванчо Прке, а мислам дека и во самата работилница која што ќе биде во четврток негде ќе имаме околу 25 дечиња, а за другите, за штандовите кои што ќе се бира, се вклучени сите училишта и се вклучени децата од, мислам дека од четврто до 8 оделение. Годинава за прв пат на децата ќе им се покажат и традиционални техники на вапцување јајца, односно ќе им се презентира начинот на бојодисување од времето кога нивните баби биле деца. Црвен крст на град Штип утре организира великденската крводарителска акција. Драгоцената течност ќе се дарува во просториите на Црвен крст од 10 до 16 часот. Великденска крводарителска акција утре ќе се одржи во просториите на Црвен крст на град Штип. Сите оние кои ќе сакаат да ја даруваат драгоцената течност и да спасат човечки живот, тоа може да го сторат од 10 до 16 часот попладне. Ги повикуваме сите хумани наши сограѓани кои што се во можност да дојдат во просториите на Црвен крст Штип во периодот, како што кажав, од 10 до 16 да ја дарат драгоцената течност и со тоа да спасат многу човечки животи. За крводарителите обезбедени се подароци и признанија. Општинската организација на Црвен крст Штип за секој крводарител има обезбедено подароци, односно обувки од една штипска фирма која што ги донираше овие обувки и има подготвена благодарници за секој крводарител за дарената драгоцена течност. Ова ќе биде 10-та поред крводарителска акција што оваа година ја организира Црвениот крст во Штип. Во претходната насловена 100 имаше голем одзив од крводарителите и во неа се собраа околу 100 единици крв. Во сите крводарителски акции досега реализирани се околу 800 крвни единици, вели Никола Камчев, секретар во општинската организација. Инаку од Црвен крст во Штип најавува дека акциите за мерење на крвниот притисок и шеќерот во крвта ќе продолжат и понатаму, како дел од проектот Најди го патот до здраво срце. Виничката детска градинка Гоце Делчев со реконструкцијата на кровот ќе стане градинка на 21 век. Граѓаните во рамките на форумот на заедници за приоритетен проект го избраа реконструкцијата на кровот и холтикултурното уредување на градинката. Реконструкцијата на кровот на детската градинка Гоце Делчев во Виница почнува од наредната недела. Подпишани се договорите со изведувачот и надзорот, најави на денешната пета форумска сесија градоначалникот на Виница Емил Дончев. Граѓаните на Виница во рамките на проектот Форум на заедници, кој финансиски е поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка, за приоритетен проект го избра токму реконструкцијата на кровот на градинката и нејзино холтикултурно уредување. Сакам да искористам оваа прилика да ја честитам на општината, на градоначалникот, советот и пред на граѓаните на општината за трпението што го покажавте во очекувањето на реализацијата на овој проект. Сакам да истакнам дека преку овој форум на заедници разговаравме за повеќе проекти. Тие проекти произлегуваат од заедницата и тие проекти се всушност и приоритетите на нашите граѓани. Иако заеднички избравме еден проект, тоа е реконструкција на детската градинка, за кој оценивме дека е најзначаен во моментот, и другите проекти кои што беа разгледувани, значи веќе се влезени во програмите на општината и тие ќе бидат реализирани или од буџетот на општина Виница или преку разни други методи и средства што ќе ги изнајдеме. Реконструкцијата на кровот и холтикултурното уредување на детската градинка Гоце Делчев во Виница ќе чини 2 милиони денари, од кои 1 милион и 400 илјади се добиени како донација од Швајцарската агенција за развој и соработка, а 600 илјади денари се обезбедени од општинскиот буџет. Инаку оваа градинка со реконструкцијата ќе биде градинка на 21 век. Во неа инвестирано во поставување на нова фасада, прозорци и врати, а пред 3 години имат и грејење на пелети, со што Виничката детска градинка Гоце Делчев е енергетски ефикасен објект.
Проектните активности поврзани со изградбата на регионалната санитарна депонија се реализираат според планираното. Студиите за издржливост се финализираат, а и расчистувањето на дивите депонии е под контрола. Проектните активности поврзани со регионалната санитарна депонија продолжуваат. Во текот на наредниот период ќе се распишаат тендери за набавка на механизација, исто така и тендери за затварање на дивите депонии. Во текот на мај-јуни месец ќе се распиши тендер за двата завршени проекти набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад, кои се проекти на буџет од 4,5 милиони евра, и исто така ќе се распиши тендер за проектот за творење на несоодветните комунални депонии и дивите депонии во двата региони, и овој проект има буџет од 9,1 милиони евра. Со овие два проекти многу веќе ќе се почне директна реализација на се она што се работеше од 2009 година наваму. Јавните комунални предпријатија ќе добијат соодветна опрема, со тоа што понатаму ќе се понесуваат, и ќе се расчистат дивите депонии и ќе се затворат одреден број на овие постојни депонии кои што се нели несоодветни и несанитарни. Вкупниот буџет за регионалното управување со отпад за овие два региони, за овие сите тековни и идни проекти е некаде околу 28 милиони евра, но овој буџет не е финален и натаму се уште се аплицира со одредени проекти. Техничката документација за изработка на студиите поврзани со управување на отпад е веќе изработена, но следуваат и наредни активности кои ќе треба да ги финализираат активностите поврзани со изградбата на регионалната планска санитарна депонија. Во овој проект скоро сите резултати не се готови. Излезните резултати за проектот, физибилите студијата е готова, основната техничка документација за сите 6 претоварни станици, како и за регионалната депонија, таа е во завршна фаза, геодетските елаборати се изработени. Кога ќе се заврши со изработката на овој проект, тогаш ќе се пристапи кон тендер за негова директна реализација, односно за изградба на депонијата. Што се однесува за предлогот, каде е најдобра локација за изградба на санитарна регионална депонија, останува предлогот во општина Свети Николе, кај селата Мечкуевци и Арбашани. Набрзо на штипската офталмологија ќе почна да се извршува и најсложената операција – викторектомогија или операција на заден сегмент на окото. Опремата е веќе пристигната и кадарот се обучуваше во Украина и Бугарија. Се планира вакви операции да се извршуваат 1 до 2 во месецот. Пациентите од источниот дел од државата повеќе нема да има потреба да патуваат во Скопје или надвор од земјата за операција на задниот сегмент на окото. Наскоро вакви операции ќе почнат да се прават и на штипска офталмологија. Веќе е набавена софистицираната опрема, кадарот е обучен, недостасуваат само уште неколку технички детали, објаснува првиот човек на штипското очно оделение доктор Газепов. Станува збор за најсофистицираните и најтешките операции во офталмологијата, и тоа се операции позади на ретината. Најчеста диагноза е аблација на ретината, крварење или подлепување, пукнатини кај диабетичари, крварење во окото при разни повреди и болести, и практично тоа треба да се оперира задниот дел од окото. Ние имаме опремата добиено со која можеме тоа да го правиме. Колегата Мишо беше неколку месеци на обука во Украина за таа метода. Откако ќе се надминат сите бариери, се планира овие операции, односно викторектомија, да се прават 1 до 2 во месецот. Во бројот на операции нема да има ограничување. Опремата со која поседуваме практично не ни дава ограничување. Ние, значи, ќе можеме да, колку и да има потреба од граѓаните, да го и сервисираме тај дел. За среќа тоа не се многу чести операции. Првичниот бројка беше да имаме можности за 24 операции годишно, значи по 2 операции месечно, што за почеток не е мала бројка, и потоа во зависност од потребите би се зголемувала таа бројка. Првата витректомија или операција на задниот сегмент на окото во Штипската болница е извршена во 2013 година. Операцијата не е тешка за пациентот, туку за самиот хирург, бидејќи трае од 40 минути до 2 часа. Ова операција, која во европските клиники е релативно скапа, во Штипската болница ќе се покрива од страна на фондот.
Кикбоксерите на Гладиаторот Штип се почесто постигнуваат одлични резултати и жнеат медали на домашните и меѓународни турнири. Освен личната и афирмацијата на клубот, на овој начин искажуваат благодарност кон доктор Жан Митрев и клиниката Филип II за вредните донации во опрема и во спортски реквизити. Кикбоксерите на Гладиаторот Штип жестоко тренираат и ја темпираат формата за силните и тешки искушенија како на домашен, така и на меѓународен план. Програмата на клубот е содржајна, а активностите се со полн интензитет. Најнови активности ни се државното кој ни помина сега викендот, значи ни помина во добар ред, можевме малку и подобро, но ете така се случија и некои мали повреди, затоа моравме да го откажеме финалето на Славче Арсов. Јован Арсова, како и секогаш е неприкосновена, секогаш со златни медали, таа не знае за пораз. Додека имаме и нов државен првак Благојче Стојанов, кој за прв пат станува државен првак. И следни активности ни се во Инсбург, светскиот куп, кој е А класа, ќе има некаде над 5000 борци широм светот, светскиот куп, тоа ќе биде од 20 до 23 април. Значи напорно се подготвувавме, ова ни беше како еден тест да видиме нашата подготвеност, така да се надевам на голем успех и тоа ќе биде за нас еден од првите светски купови на кои што ќе земеме учество. Таму ќе настапи Јован Арсова и се надеваме на некој медал. Во изминатиот период бевте доста активни на меѓународен план, освоихте доста награди. Ме интересира како стоите финансиски со спонзори, бидејќи при крајот минатата година имавте доста потешкоти на тој план. Да, секако дека финансискиот план е секаде тежок, така и кај нас, но голема благодарност до доктор Жан Митрев, кој со неговата болница, неговиот тим ни помога секогаш, така да благодарение на него ги постигнуваме сите успеси. Во претходниот период ни донира опрема без која што ние не можевме да тренираме. Веќе претходната е потрошена, која е исто така од него. Значи буквално се што имаме во нашиот клуб е од негова помош. Така да ние мораме да покажеме резултати, затоа напорно тренираме. И ако освоиме медал на овој светски куп, ќе го посветиме лично на него. Со најновите успеси на Јована Арсова, кој го освои првото место, Славче Арсов, иако повреден, го освои второто место, исто како и Акан Адемов и Кристијан Корпашев, и со најновиот државен првак Благојче Стојанов се збогатува збирката на успеси за Штипскиот клуб, а со тоа уште повеќе се зголемува и почитта кон нивниот донатор доктор Жан Митрев и клиниката Филип II. Јован Постолов и Андреј Ставрев од Фудбалската академија Постолов Пандев од Штип се повикани како засилување на Академија Пандев од Струмица на силниот Евима клуб што ќе се одржи во Банска Бугарија. Одличната координација и соработка на Фудбалските академии на Постолов Пандев од Штип и Академијата Пандев од Струмица не само што успешно функционира, туку што повеќе се и интензивира. На покана на тренерот на Академија Пандев од Струмица Милан Василев се повикани играчите на Фудбалската академија Постолов Пандев од Штип, Јован Постолов и Андреј Ставрев да ги засилат нивните редови на силниот турнир Евима Куп, што се одржува во туристичкиот центар Банско во Бугарија. На овој мощен респектабилен турнир ќе настапат екипи од рангот на Партизан, Црвена звезда, Славија, Лудогорец и многу други европски екипи на играчи од генерацијата 2005 година. Јован Постолов игра на позиција напаѓач и знаел често да ги тресе противничките мрежи. Андреј Ставрев пак е одличен во одбранбените редови и внесува сигурност со својата игра. Евима купот во Банско Бугарија ќе започне утре среда, 12 април и ќе трае се до недела 16 април. Тоа беше се за денес. За повеќе информации на Ирис МК. Пријатно!